Start now, please. Ako može da počneme, Čepak ќе почнеме. Прво јас сакам да ве поздравам сите и посакам добар ден и да ви посакам исто така и добре дојде обично на најтешката сесија во денот, а тоа е првата сесија после ручок. Јас се викам Дарко Бркан и доаѓам од Босна и Херцеговина од граѓанска организација што се вика Зошто не, и во основа попладневна сесија, првата попладневна сесија во следната година ќе биде следниот саат ќе биде посветен на малку поинаква тема. Во основа е посветена на работата на граѓанското општество и граѓанските организации. На почетокот сакам да кажам дека ние сме очигледно најголемиот број како панел и по големината, нели, до сега на конференцијата. А ние го ставаме квантитетот како квалитет во нашиот случај. Имаме, што се однесува до фактот дека сме овде кај да и представуваме 5 земји од регионот, така што и според географската опфатеност ние сме веројатно и најразновидниот панел до сега на и воопшто на конференцијата. Во основа имаме представници овдека од 6 различни невладини организации и ние главно ќе зборуваме, тоест некои од луѓето ќе зборуваат за регионалните искуства во образованието и во отворениот пристап до образование и отворените образовни ресурси, ситуацијата во земјите воопшто, во смисла на информатичката технологија и комуникацијска технологија и образованието, а некој ќе представат работата што граѓанското општество ја прави на полето на образованието. Имајќи предвид дека имаме дури помалку од 1 час, ќе го скратам воведот и ќе започнам со тоа што ќе му дадам збор на господинот Томислав Сокик. He comes from... Тој доаѓа од Центарот за економски развој и деловни политики од Хрватска и ќе започне со тоа што ќе ни даде една регионална перспектива за ситуацијата сега во Хрватска. Томислав, повели. Благодарам, Дарко. Јас сум Дарко Томислав Шокич и од Хрватска и доаѓам од невладината организација Центар за економски и развојна политики. Ние работиме на отворено образование на полето на информатичката и комуникацијската технологија. Од 1991 година во Хрватска имаме Карнет, а тоа е академска истражувачка мрежа на Хрватска за управување со интернет мрежите за образовни цели и промовирање на самото образование. Како такво, сите факултети во Хрватска, вклучително и поголемиот дел од средните училишти и одреден број на основни училишта се членови на оваа мрежа. И доколку невладина организација има добар образовен план на интернет, може да побара да стане членка и да добие целосната поддршка. Во најлошите случаи нема да добие целосна поддршка, туку ќе добие само слободен домен и слободен хостинг. Во Хрватска имаме нешто што се вика Хрчак. Хрчак не се работи тука за животно, туку се работи за институција, Централен хрватски портал за научни списанија. И тие собираат научни статии. Тие се отворени за сите и можете да добиете слободен пристап до тие статии и имате слободен пристап и да ги си минјате. Ова го велам со цел да можам да ги ставам работите во перспектива и да ви објаснам во какви услови невладините организации во Хрватска работат. Не е многу интересно да се покрива полето кој што е веќе покриено, тоест интернет образованието, и во повеќето случаи невладините организации во Хрватска
работат отворено интернет образование и отворено образование во информатичка и комуникацијска технологија за да ги промовираат собствените цели. Во Хрватска имаме голем број на невладени организации, околу 45.000, но само 350 од нив имаат своја собствена веб страница и на нивните веб страници обезбедуваат некаков вид, даваат некаков вид на отворено интернет образование, а во повеќето случаи тоа се прави преку статии на интернет, а потоа имаме интерактивни сајтови и други форми, и тоа во основа би била ситуацијата во Хрватска. Во ред. Добро дека споменавме дека луѓето треба да бидат брзи, затоа што ние сме шесторица сега на панелот, а сега од Хрватска се пренесуваме кон исток, исток е, нели? Нешто слично. Значи, одиме во Црна Гора. Значи, уште една регионална перспектива што се однесува до истото прашање, тоа си е невладениот сектор. Сега му давам збор на Драган Копривица, кој доаѓа од Центарот за демографска транзиција и тие се веројатно една од познатите невладени организации во Црна Гора и се занимаваат со низа прашања. Тој ќе ни даде свое видување на ситуацијата на ова поле во Црна Гора. Благодарам, Дарко. Би сакал да започнам со одредени општи информации што се однесува до употребата на новите технологии во Црна Гора. Според анкетата на Државниот завод за статистика од април оваа година, 52% од домаќинствата имаат компјутери, но 55% од домаќинствата имаат интернет пристап од дома. Што значи компјутери во смисло на лаптопи, компјутери и телефони. Компјутерот го 34 рекле дека никогаш не користеле компјутер, а што се однесува до употребата на интернет, 56% на интервјуираните го употребувале интернетот во последните 3 години, 81% 3 месеци, а 81% го користат секој ден. 45% од населението користи Facebook, а Twitter заедницата е помала, но покажува раст и ќе има поголемо влијание подосна. Невладините организации во Црна Гора не се толку активни на социјалните мрежи и дури кога и каде што имаат своји сметки, и тие едноставно го користат тоа за да можат од своите вебсајтови да стават вести, повторно да ги објават тие вести и исто така од порталите, значи, а не да комуницираат со оние кои што го посетуваат сајтот и да добијат повратни информации. Никогаш не сум чул дека некоја невладина организација од Црна Гора, вклучително и нашата организација, има некој лице кое што е задолжено за управување со работа на социјализирање социјални мрежи. Имаме 1600 регистрирани невладини организации. Мал процент од нив имаат веб-сајтови и многу малку ги исполнуваат основните барања во однос на транспарентноста и лесен пристап и модерен дизајн на веб-сајтови. Во Црна Гора интернетот не се разбира како место за образование, интернетот се разбира како место за забава. И предпоставувам дека таква слична е ситуацијата во сите земји, но тоа е нешто на кое што ние ќе мораме да размислуваме. Кога ќе ги слушнете фактите што ви ги кажав, согледувате дека е многу тешко да се промовира употреба на новите технологии во образованието во такво едно обкружување. Но се прават одредени напори и тоа од страна на невладините организации. Мојот впечаток е дека ние можеме да бидеме многу помодерни и поинтерактивни и понапредни и да се обидеме да најдеме нови подобри начини за нашите целни групи. Капацитетот на невладините организации да користат интернетот во образованието се многу ограничени. Поголемите невладини организации немаат луѓе задолжени за информатичката технологија. Например, во нашата организација имаме двајца и сите не сметаат како за некоја си чудна невладина организација.
Од неодамна ја имаме невладина организација која се вика Digitaliziraјме и се обидува да започне комуникација со дигиталната заедница и граѓаните. Тие зборуваат за можности за деловни активности, употреба на нова технологија и пред неколку дена организира и настан во Црна Гора. Кога се подготвував за оваа конференција, се обидував да најдам добри примери за проекти кои што се засновани на полето на образованието, засновани врз информатичката технологија. Не можев да најдам, најдов еден кој што се однесува на офлайн организиран училиште си. Оваа година таа школа ја организираат успешно онлайн. Пред неколку недели беше понудено и училиште за толеранција. Има и образовни портали што ги управуваат невладини организации како Disability.me и толку. Во последниве неколку години портали на вести и нивната популарност расте и гледаме дека се повеќе привлекуваат внимание, но визуализацијата на податоците изгледа како далечна иднина, графиките не се користат за презентирање на податоци и ние сме заглавени во стари досадни форми и зборови. Тоа е општо ситуацијата во најважните портали на вести во Црна Гора. Како што можете да забележите, има доволно простор за да се започне со креирање и промовирање на нови технологии и во образованието и такви ресурси. Нашата организација е традиционална една организација и ние се обидуваме да се придвижиме исто така повеќе кон активизам на полето на информатиката и се обидуваме на информациите и се обидуваме да користиме информатичката технологија во рамките на образованието за граѓаните. Експериментираме со новите технологии и често во минатите години за собирање и најавување на податоци од изборите и извештај за отчетноста на одредени институции, и многу тешко се разбираат нашите наводи и треба да најдеме начин подобро да ги презентираме. Други невладини организации од регионот, а тоа сте сите вие кои што се обидувате и правите многу повеќе, а ние се трудиме да ја придвижиме нашата организација кон она што сте го постигнале вие и што сте вие сега. Благодарам, Драган, што нарече бубалици. Значи, во принцип, продолжуваме кон Македонија. Само сакав да нагласам дека во однос на невладините организации ке слушнете вакви приказни во регионот, бидејќи во повеќето случаи користењето на новите технологии и онлайн алатките за образование е нешто со кое што експериментираме. И ситуацијата е слична на секаде. Сега ќе му дадам збор на нашиот Диор Бардо и тој ќе ни даде преглед на тоа што прави Метаморфозис на терен и ќе зборува повеќе за улогата и неговата перспектива за тоа која е улогата на невладините организации во ова поле. Бардо, повелете. Благодарам, Дарко. Јас накратко прво да почнам со тоа дека информатичките технологии се, како да кажам, во основа на сите активности што ги прави Фондацијата Метаморфозис. Тоа е и дел од целите што ги има Метаморфозис, а тоа е да ги направи новите технологии подостапни за граѓаните и за невладините организации, а за невладините организации посебно затоа што и сами како невладина организација ние имаме намера да придонесеме целиот сектор многу подобро и поефикасно да ги користи новите технологии, се со цел полесно и поефикасно да ја остваруваат сопствената мисија.
И всушност во тој процес ние организираме многу обуки и тренинзи, имаме една програма која се вика програма за градење на капацитети на невладиниот сектор и во тој процес создаваме многу образовни ресурси. И искуството покажа дека работата во невладиниот сектор овозможува некако да бидеме поблиску до потребите на граѓаните. Во зависност од тоа каква е невладината организација и во која поле работиме значи со различни целни групи и предноста на невладиниот сектор е да може многу лесно да се прилагоди. Невладините се многу поотворени, не се толку ригидни и да се адаптираат на потребите. Значи првата предност е дека многу сме блиски до граѓаните, до потребите на граѓаните. Другата предност е дека имаме можност лесно да се оспособиме, да ги прилагодиме нашите проекти, нашите програми. Исто така можеме многу лесно да го прилагодиме и адаптираме начинот на кој го пренесуваме знаењето до нашите целни групи. Токму затоа сметам дека невладиниот сектор има уште една многу битна улога, а тоа е да им помогне и на другите сектори во нашето општество. Невладините може да послужат како многу голем ресурс и за бизнис секторот, и за образовниот и академскиот сектор, бидејќи во невладините организации има собрано многу експертиза која може многу лесно да се употреби, а дополнително на тоа невладините организации се многу отворени тоа знаење да го споделат. И токму тоа, мислам, е една од причините зошто Метаморфозис работи и се залага за отворени образовни ресурси. Токму затоа Метаморфозис досега во соработка со многу други партнери во земјата, кои не се само невладини организации, туку и представници од академскиот сектор, се залагаме за примената на лиценците Creative Commons, се залага за примена на отворениот пристап, а тоа е слободен пристап до научно-истражувачки дела. И исто така, што е исто многу еден важен аспект, е дека во соработка со една друга невладина организација која е Слободен софтвер, се залагаме за да се користи и слободниот софтвер. Причината зашто го спомнувам сега слободниот софтвер е заради можноста тој софтвер да се адаптира. Значи, се обидуваме, нашето истражување од минатото покажа дека јазикот исто така представува бариера во користењето на новите технологии и токму затоа не се обидовме преку локализација и адаптација на слободниот софтвер да им ги правиме тие алатки подостапни не само до невладините организации, туку и до сите граѓани. Само уште неколку примери да кажем што Метаморфозис има направено и на кој начин ги користи новите технологии за да го пренесува знаењето. И како поминуваше времето, дека веќе 15 години сме во невладиниот сектор, порано сите сме сведоци, веројатно се сеќавате, дека имаше многу повеќе брошури, лифлети, многу повеќе печатени материјали и така и Метаморфозис и другите невладини организации во своите активности, тренинзи, многу повеќе ги користија тие начини на пренос на знаење. Како што поминуваше времето и како што новите технологии стана подостапни, посебно мислам на интернетот, така Метаморфозис почна многу повеќе да го користи интернетот и своите образовни ресурси да ги прави достапни преку веб. Имавме неколку проекти каде што сите наши ресурси се всушност и не секогаш во печатена форма, меѓутоа се секогаш достапни на интернет и тоа се слободно достапни, бесплатни за сите што сака да ги користат. И како што реков на почетокот, во зависност од целната група се обидуваме и да ги прилагодиме и содржините, меѓутоа и начинот на кој што ги пренесуваме тие содржини. Во еден проект, например, кој се работи за приватноста на интернет, кој беше наменет за деца и млади, имаме направено
цртани филмови, имаме направено игри, имаме направено и филмови, бидејќи се увиде од искуството колегите кои работеа на тој проект, видоа дека и децата, меѓутоа и наставниците, многу полесно можат да ги разбираат работите ако се менува малку начинот на кој се тие представени и токму затоа Метаморфозис веднаш го смени начинот од обуки и печатени материјали кои всушност се уште постојат, меѓутоа сега се збогатени со други содржини. Друго нешто што го имаме направено и се обидуваме секогаш да го примениме во имплементацијата на сите наши проекти е знаењето, значи ресурсите што ние ги создаваме да бидат достапни на сите. За да тоа се направи, ние ги споделуваме, се разбира, со нашите колеги од другите невладени организации, преку нашиот веб се тие достапни до сите, меѓутоа многу ги користиме и социјалните мрежи за да ги промовираме и за да дојдеме до сите тие што на еден или друг начин имаат потреба од такво знаење. За сега јас тука ќе застанам, па ако има после. Thank you, Bardil. Благодарам, Бардил. Продолжуваме на запад кон Босна. Сега ќе му дадам збор на Борис Бркан. Тој доаѓа од истото место кај што доаѓам и јас. И секаква сличност во презимето се случајни во нашиот случај. Не, се шалам, брат ми е. И всушност ке зборува, ке дадам вовед за твојата организација накратко. Тоа е организација која што се работи со пресметливост и отчетност на владата. И тоа се по линијата на работа. Работиме со образование, со отчетноста на владата во дел од програмата која што работиме. Него работи имаме направено за контрол на квалитетот во образованието и пристап кон образование на различни нивоа и неодамна се сретнавме со локалното здружение во Босна и направивме проект кој што Борис ќе го презентира и бидејќи зборуваме за отворено образование, тоа е се поврзано со отворувањето на образованието кон јавноста. Тоа е портал за мапирање на проблемите во Босна и Борис повеќе ќе ви каже, само дадов краток вовед. Благодарам. По ова кратко објаснување Дарка не ни треба да зборувам веќе, но сепак. Јас се викам Борис Бркан, доаѓам од Сараево, од организацијата Зашто не? Целава конференција е за нешто сосема друго како што ја разбрав, така што ова презентација кратка која што ќе направам може малку да е надвор од тема, но е во склоп со проектите во кои што работите и многу е поврзана со образование во Босна. И само накратко ќе ви презентирам. Во принцип, тоа е веб портал за известување и дискусија и решавање на проблеми во образованието во Босна и Херцеговина. Останите од колегите тука во панелот се смеа бидејќи им објаснував дека ќе почнам презентација со објаснување дека најголем проблем во Босна доаѓаат од уставниот состав на нашата држава. Во принцип во нашата земја имаме 15 министерства за образование, значи Босна и Херцеговина е составена од два ентитета, една има 10 кантони, значи имаме 10 локални влади, 10 министерства за образование, значи на крај имаме 15 министри за образование во Босна и Херцеговина. Во друга нормална земја тоа значи дека многу луѓе се грижат за образованието, ако има толку многу луѓе чим работат на
во образовниот систем, меѓутоа наместо тоа во принцип тие си работат сами за себе, користат пари што може да се трошат на различни области од образование, наместо тоа да го прават, тие користат пари сами за себе. Затоа сакавме да го направиме овој портал. Порталот е направен во соработка со нашата организација, заедно со US Alumni во Босна, кој што е Сдружение на US Alumni во Босна и Херцеговина и заедно со советите на средношколци во Босна на англиски. На овој портал е Fix My School, поправи ми го школото, училиштето. Тоа е многу едноставен портал за што им нуди на сите што се вклучени во образованието да ги пријават тековните проблеми кои што ги имаат во образованието. Целта е да се вклучат сите во Босна и да покажат какви различни проблеми имаат и со какви проблеми се среќаваат, бидејќи како во секоја друга земја имаме центри каде што присуството на медиумите е поголемо од други места и, например, некои што живеат во рурални делови од земјата нема да добијат внимание преку медиумите, но преку интернет може да се добие и ова е една целта зашто го правиме тоа. Во принцип што прави? Овозможува место каде што може да се извести за некој проблем и како да се реши. Идејата е да се направи мала заедница или голема заедница на луѓе кои што ќе работат заедно за да може да ги поправат овие проблеми кои што се најавени на веб страницата во Босна и Херцеговина. За сега имаме 1000 образовни институции кои што веќе се вклучени во нашата база на податоци, околу 143 општини кои што ги имаме во Босна. Од тие 1000 образовни институции, речи си 700 училишта се геолоцирани и може да се најдат на мапата на сајтот, така што е процес кој што заедно со доброволците низ државата пробуваме да направиме геолокација на сите тие училишта. Овој портал ви овозможува да бидете анонимни, што значи дека со тоа за да известиш за проблемот мора да се регистрираш како корисник, но регистрацијата не е отворена за јавноста, не е видлива кон јавноста, може да сте видливи по надимак на вебсајтот или доколку не сакате да бидете воопшто презентирани, може да скриете се, може и надимакот, така да се што ќе напишете никој нема да може да го види тоа. Нашиот портал препознава 4 типови на корисници: корисничка сметка, институционална сметка, потврдувач на проблеми и сметка на администратор. Корисничка сметка е тип на корисник кој што регистрирал сметка кај нас на сајтот. Има можност да пријави било каков проблем поврзан со институцијата која што е поврзан. Сметка на институција е нешто што имаме, технички дел веќе направен. Тоа значи дека секој образовна институција во Босна и Херцеговина може да си направат собствена сметка на овој вебсайт и да учествуваат во дискусијата за сите проблеми кои што се кажани во таа институција. Нивните коментари би биле од поинаков карактер, така што кој да го користи порталот, ќе се види дали институцијата коментира за некој проблем
Тоа е институција која што комуницира со јавноста. Одиме кај потврдувачите, верификаторите. Кога правевме сајтот, сметавме дека треба да имаме, дека има многу проблеми каде што учениците ќе известуваат и каде пријави и од самите ученици да прават проблеми, и затоа сакавме да ги раздвоиме вистинските проблеми од проблемите кои што се злобни или намерни, и затоа треба да се стави дали нешто може да се потврди или не може да се потврди. Секој проблем кој што се пријавува на нашиот вебсайт е видлив, но кога се верификува, ние потврдуваме дека тој проблем, дека нашите волонтери го провериле проблема, дека е вистински и дека постои. Еве проблеми кои што се верификували, потврдени, се поважни од тие што не се верификувани, односно потврдени. Администраторот е нешто што секој вебсайт го има. Добро. Направивме 8 категории на проблеми кои што може да ги пријавите. На брзина ќе ви прочитам. Проблеми со инфраструктура, со квалитет на образование, корупција, материјали за читање, плани програма, образовни алатки и воншколски активности. И секако, долго проблемот не потпаѓа под ниједна од овие категории, може да го ставите во делот друго. Кога ќе пријавите проблем на нашиот вебсайт, вие сте собственикот на тој проблем. И од кога ќе го пријавите и училиштето нешто или министерство направат за проблемот, ако се поправи, тогаш како собственик на тој проблем можете да го смените, да смените ознаката од нерешен во решен проблем. Тоа би било во принцип се. Накратко го покажав вебсайтот. Тоа беше поставен пред помалку од 1 месец. Го започнавме со советите на средните училишта. Мислевме да им пристапиме на советите на родители, бидејќи секој училиште во Босна и Херцеговина има ваков совет на училишта, совет на родители, се извинувам, и сакаме да говориме со компетентни луѓе кои што се навистина вклучени во образование. Во овој период имавме нешто над 40 проблеми и над 100 активни корисници. Уште неколку секунди. Значи може да видите, тука имаме 143 општини имаме. Тоа ќе го промениме, бидејќи сметаме дека е премногу. Ќе ставиме поголеми кластери на мапата, но со скролување ќе видите ве Зеница, например, црвено, тоа значи дека имаат повеќе нерешени проблеми од решени. Одите таму и гледајте ова е конкретно училиште, што има проблем и има 5 проблеми. Ова се проблемите кои што се пријавени во ова средно училиште. Ми покажам само каков тип на проблеми имаме. Кој се поголемиот дел се со инфраструктура. Че може да видите дека една зграда која што е во рамките на средното училиште и како што гледате е опасно е децата си играат на вакво окружување. Потоа ги гледате вецињата. Тоа е нешто кое што се надеваме дека ќе направиме јавни овие проблеми, дека ќе направиме
големи администрации кои што наводно работат за учениците и за образованието, ќе почнат да ги решаваат тие проблеми. Благодарам. Okay, thank you, Boris. Now, Благодарам, Борис. А сега се враќаме во Македонија. Маријан Забрчанец од Младинскиот образовен форум во Македонија. Тие се една од најголемите младински невладини организации, најголемите во Македонија. И во основа тој ќе зборува за употребата на информатичка технологија во нивната програма за дебати што го ја имаат и нешто што е многу интересно, а што беше споменато претходно овдека на панелот, а тоа е визуализација на податоци. И мислам дека кога се зборува за образование и образовни ресурси поврзани со информатичка комуникацијска технологија е многу битно. Од Младински образовен форум, младинска организација која што постои од 99-та година. Во моментов имаме наши центри во 12 градови во Македонија и централата во Скопје. Некако се научивме низ годиниве на постоење да ги префрлиме дел од нашите активности од терен на интернет, односно дел од нашите активности да ги реализираме и онлайн и офлайн, а не само офлайн. Па така, ако порано кога ги евалуиравме нашите активности, меревме или броевме колку учесници ни дошле на тренинг, дали биле активни, какви прашања поставувале, дали зеле материјали, дали изреагирале некако после тие тренинзи кои што ги реализираме во смисла на неформално образование. Денес мериме покрај тоа и нешто друго. Мериме колку посетители го посетиле нашиот вебсайт, колку млади ги симнале нашите материјали, нашите прирачници кои што се закачени онлайн, колку од нив и во која содржина реагирале на социјалните мрежи, кои се нивните коментари на Facebook, на Twitter, ако сакате и колку ги лајкуваат нашите постови, па се до тоа колку го слушаат нашето интернет радио за кое што ќе зборувам малку подоцна. Низ овие години работевме на создавање на неколку младински мрежи во Македонија, а учествуваме и во неколку мрежи или коалиции кои што се регионални и меѓународни. Можеби најважна ни е она дебатната, бидејќи ние сме дебатната организација во Македонија, организацијата која што ги спроведува оние средношколски и студентски дебатни клубови. Членки сме на светската дебатна организација IDEA или International Debate Education Association. Ова е нивниот вебсайт. Овде се здружени сите дебатни организации не само од регионот, туку и пошироко во Европа и пошироко од Европа, кои што ги здружуваат своите знаења, едукативни материјали и капацитети преку оваа веб страна. Конкретно зборувам за алатката или платформата Debatabase или на македонски преведуваме Дебатотека. Тоа е еден вид на ресурсен центар на кој што содржината креираат самите корисници, односно дебатери од сите земји каде што постојат дебатни програми. Станува збор за презентација на аргументи за и против по однос на одредена теза, од најглобалните, најшироките, дали, не знам, марихуаната треба да се легализира или проституцијата треба да се легализира, па се до конкретни специфични теми и тези кои што се врзани за конкретен локален контекст. Дебатерите, подготвувајќи ги своите дебатни случаи, создаваат афирмативни и негацијски аргументи, односно аргументи кои што ја поддржуваат или ја негираат тезата. Тие случаи се ставаат во документи онлайн и понатаму се пренесуваат во оваа фаза на која што се вика Debatabase. Ова е моменталната бројка на тези кои што се присутни во пошироки области или теми. Па така, не знам, ако влеземе во темата образование, ќе можеме да ги видиме конкретните тези кои што се подготвени со афирмативни и негацијски аргументи. Еве, да речеме дека ова е тезата, ги имате аргументите за и аргументите против, се разбира, објаснети со докази, така на еден структуриран дебатерски начин. Она што дебатната организација го прави од скоро време и така наречено онлайн менторство,
Станува збор за пул на тренери, искусни дебатери, предавачи и судии по дебата кои што стојат на располагање на целата дебатерска заедница од целиот свет, па било кој дебатер од било кој средношколски или студентски клуб, ако сака да постави прашање и нешто не му јасне, тоа може да го направи преку оваа веб страна, а тој пул на тренери му стои на располагање во рок од 24 часа онлайн повторно преку интернет, одговара на нивните најчесто технички прашања, најчесто прашања поврзани со градењето на дебатерски стратегии и креирање на аргументи во дебата. Она што го направивме во последниве 6 месеци заедно со уште 60 на други младински граѓански организации развивме на платформа која што се вика Република Млади, чија цел е да го помага младинското организирање во Македонија и да ги снабдува младите и младинските организации со информации кои што се во врска со младинските политики во Македонија, со искуствата од младински политики од регионов и од други земји. Па така развивме еден сегмент на веб страната кој што го викаме Инфодеск, чија цел е да ги собере достапните материјали, документи од различни веб страни кои што и онака постојат, а се на тема младинско организирање и младинска политика, и да ги направи достапни на едно место, фино сортирани според соодветни теми. Овој концепт се вика Open Data или отворена можност за достапност до информации и документи кои што се раштркани на различни веб страни. Веројатно, кога ја барате, кога истражувате темата, ќе треба да сурфате многу подолго, отколку на ваков начин кога се сортирани и собрани на едно место. Па може да видите дека постои тука документи врзани со домашното законодавство, од Закон за високо образование, Закон за средно образование, предлог закони за млади, предлог закони за студентски и средношколски организирања, меѓународни истражувања, прирачници, брошури на невладини организации, се што е во врска со младинска политика го имаме овој пат на едно место, лесно достапно. И конечно, можеби за крај, можеби нашиот најдраг производ, за кој што претпоставам дека помладите тука сигурно го посетиле и се запознаени со овој сајт, radiomov.mk. Радиомов е првото редакциско интернет радио во Македонија. Веламе интернет радио бидејќи е достапно само на интернет, го нема на фреквенција и представува два медиуми во еден. Представува од една страна веб портал кој што информира најмногу за теми кои што се важни за млади, поврзани со нивните права и со образованието, но има и плеер, односно 24 часовна програма во живо, во најголем дел од времето музика, меѓутоа и различни емисии, ток-шоу на кои што промовираме права на млади, активности на младински невладини организации и едукативни содржини. Radiomov.mk со други зборови платформа за промоција на младински активизам и за промоција на активностите на младинските организации. Во овој концепт, во работењето на Радиомов помагаат и 4 медија клубови, младински медија клубови, еден во Скопје, во Тетово, во Штип и во Струга, кои што врз концептот на граѓанско новинарство истражуваат теми важни за млади на локално ниво и ги пакуваат во различни форми, во текст, преку текст, фотографија, аудио и видео, и ги доставуваат до тимот во Скопје кој што ги поставува на веб платформата radiomov.mk. Во моментов радиото како портал го посетуваат 20.000 различни корисници на месечно ниво. Бројката не е огромна, меѓутоа од месец во месец се повеќе се зголемува и се повеќе корисници имаме на нашиот сајт. Она што за крај би сакал да го порачам, особено до оние представници на оние истражувачки организации, на организации или поединци, индивидуи кои што се бават со истражување, со креирање политики и при тоа со застапување. Оние кои што креираат истражување, меѓутоа сакаат да ги покажат своите резултати што пошироко во јавност, да размислат за начинот на кој што тоа го прават. Сите сме ние доаѓаме од организации кои што во некоја сфера од своето работење реализирали истражувања, меѓутоа ние барем во МОВ се почесто се поставуваме прашањето дали едно истражување, дали резултатите од едно истражување објавени во публикација од 100 страни можат да стигнат во таа форма до поширока јавност. Да, претпоставам дека стручната јавност сака да ги разгледува резултатите на таков начин, меѓутоа пошироката јавност сака многу повеќе слики и видеа.
Тоа е интернетот, тоа ни донесе интернетот, се помалку читање, се повеќе визуализации. Па од тука ќе треба да се размисли дали понатаму ќе продолжиме да печатиме брошури или нашите резултати или нашите хайлайтс од резултати ќе ги прикажуваме преку интерактивни банери, преку видео визуализации, преку инфографици, преку графики. Кога велам графика, не мислам на суви пити, суви графици кои што нашиот PowerPoint сам знае да ги произведе. Мислам повеќе на креативни дизајнерски решенија. Тука би запрела, ако има прашања подоцна, може да дискутираме. Фала. Thank you, Marijan. And now finally to Albania. Благодарам, Маријан, и сега се одиме во Албанија. Движењето во Албанија, и тој ќе зборува за што тие го прават во смисла на образование и ќе ни представи конкретни проекти што ги работат во образование. Повели. Hello all, I'm Enio. Здраво на сите, едорам од њав движењето. Колегите ме знаат дека соработувавме во регионот со сиве овие организации. Би сакал најпрвин да објаснам нешто повеќе за албанската реалност во образованието, бидејќи тоа е поврзано со нашиот проект со кој што работиме. Имаме проблеми образованието во универзитети. Имаме основни проблеми, инфраструктурни проблеми, проблеми со учебници кои што не се решаваат, најверојатно од самите институции и од владата. Исто така, на секој 2 години прават нови реформи и не го стабилизираат образовниот систем. Сочувајќи се со овакви проблеми, особено во објектите на универзитетите, дојавме до идеја како да се олесни тоа кон студентите, бидејќи одат на предавања на факултет, го слушаат професорот и тоа се. Немаат лаборатории по веќето факултети, например факултетот за новинарство, нема доволно пракса, кој ќе завршат со нивните студии, немаат доволно пракса, па направивме нов проект кој што се вика платформа за мултимедија активизам, каде што се прави квалификација нови новинари, туку за конкретно за социјални прашања за млади. Не се добро прикажани на телевизии, на радиостаници, во весници. Имаше поддршка од сите партнери, беше имплементирана нашата организација. Почетокот имавме обуки, каде што имаше 12 часа општа обука од 3 познати новинари. Но сите се новинари тоа со искуство. Енври Џафра, Блени Сала и уште еден господин, тој се многу познати, имаат добиено награди во Албанија. Тие се многу млади и има многу иницијативи. Ги земавме тие нив тројца како модел за студентите кои што им правевме обука. И по 12 часа од општа обука за новинарство имавме повеќе од 30 часа од конкретна обука во 3 правци за телевизија, видео обука, аудио обука и пишување написи. По сите тие часови дојде убавиот дел. Обично младите новинари немаат пристап да имаат пракса на ТВ, радио или во списанија
и им обезбедивме пракса и направи многу студиски посети на Club FM и телевизија и Top Channel. Тоа е националната и непозната непрофесионалната станица, ТВ станица во Албанија. И од нив беше побарано да направат извештаи. Имавме 7 видео прилози, 9 радиски прилози, 25 напишани, 25 надписи. И на крајот одредивме добитници, односно победници. Не беше тоа целта, но со тоа ги соочивме со реалноста. Сите материјали беа прикажани на веб страницата www.miaft.org/map. Имавме прегледи на YouTube и на Facebook, што се поврзани со Miaft движењето. Имавме 1200 прегледи на YouTube, 1600 прегледи на Facebook. Тоа е сосема нов проект. Прва година е така и ќе започне повторно од следниот март. И сега ги задржуваме најдобрите студенти кои што излегуваат проектот. Со тоа што им кажуваме да пишуваат и да прават видеоприлози на трајна основа. И им помагаме со тоа што сите тие производи кои што ги вадат, бидејќи се многу квалитетни, им помагаме да им се прикажат на телевизиите и радиостаниците и весниците, бидејќи се прикажуваат во националните весници во Албанија. Тоа е одлично, бидејќи за студенти има добра можност да се изразуваат, да пишуваат за весници. Дури за одредени проблеми, бидејќи не се политички економски прашања, црна хроника, убиства, тоа се гледа на телевизија, само тоа се гледа. Сакаат да го продаваат тоа и вестите што продаваат се политики и економија, никој не работи на прашања за млади, тоа е плюс за проектот. Бидејќи тоа се прашања и проблеми кои што постојат во нашето општество, меѓутоа никој не ги прикажува. И доследното надпреварување на некој начин праваме приречник за употреба кој што го даваме по факултетите. Ние ќе ги објавиме ефектите онлайн и ќе ги публикуваме на форумите учениците и сакаме да се презентираат сите овие прашања на млади кои што се прават од страна на нашите млади новинари. И ова е најдобриот дел, бидејќи специализација имаме за мониторинг на јавните институции и оваа точка ставивме на проектот. Може би ќе излезе нешто од ова истражување и тоа треба да се каже на јавните институции, треба да се разреши, бидејќи се слушне вашиот глас. Имаме тековни обуки со персоналот и со студентите, исто така тркалезни маси, кај што се разговараат различни проблематики. Во Албанија е многу тешко да се разрешат, но барем можеме да направиме некаква разлика и секако да се слушне нашиот глас од страна на институциите преку ТВ станиците, радиостаниците и весниците и другите предности на проектот. Ова е конкретен проект кој што им помага на студентите што учат новинарство. Бидејќи во главном имаат проблем со немаат на пример ни видеокамера или студио за да ги направат, да го монтираат видеото. Имаме и радиостаници, имаме услови, многу беше лесно да најдеме некој кој е достапен за им помогне да ги промовира и да направи производ, дека не треба се добие
награда, туку треба да се учествува и на крај имаат самодоварба и тоа е најважно. Кога имате самодоварба, можете да направите подобри работи. Благодарам. Thank you, Ennio. Благодарам, Антонио. Веќе дојдовме до крајот на панелот, но слушнавте 6 различни приказни кои што се на некој начин поврзани. Ако имате некое прашање кон крајот, повелете, поставете го сега. Значи нема прашања, нели? Добро. Добро е што се однесува до тајмингот, бидејќи следниот панел веќе чека. Значи, ви благодарам на сите и се надевам дека ова беше интересно и корисно за вас и луѓето организациите совдека, и ако сакате можете во следниот дел од конференцијата можете да им ги поставите тие прашања.